Добар ден на сите, ве поздравувам од име на Фудбалската федерација на Македонија. Благодарност за вашето присуство на пресконференцијата на селекторот на македонската репрезентација Благоје Милевски. Денеска е објавен списокот со повикани фудбалери во репрезентацијата на Македонија за надпреварите против Саудиска Арабија на 4 септември, контролен надпревар во Прага и надпреварот против Лихтенштейн од квалификациите за светското првенство 2026 година на домашен терен на националната арена на 7 септември. Најнапред краток вовед во однос на повиканите фудбалери, свое објаснување ќе даде селекторот на македонската репрезентација Благоје Милевски, а потоа можеме со ваши прашања. Фате, поздрав за сите уште еднаш и благодарност што сте тука. Што се однесува до списокот, за жал, не можеме да сметаме да најавим език преку поведе на рамото. Се надевам дека нема да има потреба, како што и последните информации се од хируршки закон, нема ќе помени со терапии. Нема да бидат со нас Ашковски, Бојан Димовски и Манев на овој собир, што не значи дека наследниот да може да се стабилизираат во своите клубови и да бидат конкурентни за оно што нас не очекува, посебно во октомври. Што се однесува до надпреварите што не очекува во овој прозорец е, како што каже и Владко, контролен надпревар против Саудиска Арабија на 4 во Прага и 7 Лихтенштейн квалификацијски надпревар. Првиот надпревар ќе го искористиме за проверка на она што го имаме како потенцијал за оние поготово играчи кои немаат поголема минутажа во националниот тим. Планираме да пробаме некои варијанти и тактички, некои играчи на други позиции, не на тие вообичаено што играат во своите клубови, да видиме дали и колку можеме да имаме флексибилност у тие тактички замисли и индивидуални како тим. А што се однесува до вториот надпревар, мислам дека можеби најзначаен во овој циклус на квалификацијски надпревари во нашата група. Максимално го респектираме противникот, максимално сериозно се подготвуваме и се надеваме уште еднаш дека момците ќе бидат на висина на она што се бара од нив, како и до сега. Селектор има двајца дебитанти во составот на Македонија, Елвин Растодер од швајцарски Тун и домашниот Решат Рамадани. И во однос на двајцата фудбалери кои прв пат ќе бидат дел од неговата македонска репрезентација. Што се однесува до Решат Рамадани, мислам дека со своите игри во Еврокуповите сосема го заслужи и перформансот што го покажа за својот клуб е најголем показател за неговиот потенцијал. Мислам дека ни е потребен во нашиот тим, во националниот тим и на него сам е колку ќе се наметне и колку ќе не натера да биде корисен во она што нас не е потребно, пак ќе кажам, на ова ниво, на овие захтеви и поварувања тактички, физички, ментално за да биде конкурентен во националниот тим. Што се однесува до Елвин Растодер, се надевам дека ќе добиеме играчи кои ќе зголеми конкуренцијата во нападот со своите игри во својот клуб во Тун и прошлата сезона, поготово оваа, покажува дека можеме да се надеваме дека ќе добиеме квалитетен играч кој ќе зголеми пак конкуренцијата во нападот. Можеме со прашање.
во конкуренцијата за нападот, не знам дали ги следите Дени Мусовски и Милан Димовски од НЛС, едниот има 13 поврачи, другиот 11. Постои ли можности да заиграат за Македонија, дали сте биле во контакт и доколку има заинтересирани со двете страни и каква е процедурата за да играат за Македонија? Искрено со Мусовски немам контакт, да рече нешто таков потенцијал и таков тип на играч, мислам дека имаме. Што се однесува до Иловски, контактираме со него, мислам дека пред 2 години, уште кога беше во втората лига во Америка, нели, после направи трансфер во Норцеланд, па пак се врати во НЛС, па пак се врати се во Норцеланд. Моментално, искрено, поради тие преселби и него следа во моментот, но што не значи дека нема да биде следен и во иднина или повикан, зависи од него. Прво треба да се стабилизира на едно место, да покаже овој потенцијал што го поседува, на моменти покажува дека има потенцијал, на моменти дека некаде во барање на самиот себе и што се однесува до позицијата, барем тоа што го следа во соигрите во НЛС и во Норцеланд. Така да, ќе видиме што ќе ни донесе во едина самиот Иловски. Шабот Синани. Селекторе, прво ти пожелувам среќа за новата сезона. И дали ти даваш шанси на сите фудбалери во првиот надпревар, што е пријателски, и на вториот надпревар против Лихтенштеин, дали ти даваш шанса на 20-та дебитанти? Што се однесува до првиот надпревар, ќе направиме се за сите да бидат подеднакво оптеретени, тие што се во изминатиот период стандардни во своите тимови и со фул минутажа ќе видиме во каква состојба физичка и ментална ќе ни дојдат на Собил, па ќе одлучиме пред самиот надпревар. А за вториот надпревар зависи, дај Боже да бидат сите здрави, па ќе одлучиме пред самиот надпревар. Никола Мировски, Макуло. Селекторе, повторно долго лето и повторно проблеми имаат голем дел од овие што се на списокот. Некои чекаат нови клубови, некои немаат клубови, некои не се во прв план во своите клубови. Како тоа да го решиме со оглед, или веќе сме навикнати, па добро е што е Лихтенштеин и па имаме обврска да победиме секако. Значи, може би тоа што велите најважен надпревар за да го одржиме победничкиот циклус. Добро, ние сме некако него навикнати на таа состојба, што се однесува до нашите фудбалери. Па не памтам дека барем еден Собил не сме имале таков тип на проблем. Сега многу се. Сега имаме од сите од секој тип на проблем што го споменавте, да се актуелни тие проблеми, но сум кажал многу пати дека не знам зашто, за мене не е нормално, ама среќен сум што е така, да сите тие момци кои доаѓаат да настапуваат за Македонија без разлики, без оглед на тоа каков тип на програм имаат во своите клубови, они го даваат она што се бара од нив, она што бара и е потребно на Македонија за да биде конкурентна. Така да, искрено би сакал да нема таков тип на проблеми, но од друга страна само ми е важно да бидат здрави, спремни, физички, а ментално секогаш се спремни оние кои доаѓаат за Македонија да играат, така да се надам дека и сигурен сум дека ќе биде така и овој пат. Што се однесува до тие што немаат клуб, да почекаме што некој ден, до крајот на рок, се надам дека
и тие ќе најдат клуб, и тие што чекаат трансфер за да бидат со чистум на први кој ќе бидат на Софија. Дамјан Николовски, Македонска телевизија. Тоа е изборот на противник за овој пријателски надпревар се чини дека не носи малку со мислите на светско првенство играно со Саудитска Арабија, со кој што може ли да се сретнеме там, ако се класираме. Македонија во престрат на овој квалификацијски меч, во престрат на овој пријателски меч има или филма се еден од носителите, одно со проблеми и последните најмесеци, може би се вратува напори, пак има доволно време да се спреми за оно што не доаѓа во октомври. Дарко Чурлијов правеше свадба, Бојан Миовски не игра за Жирона, Александар Трајковски се уште без клуб. Точно ми е дека сме тенки во напад. Али треба голови, особено на овој дел со Лихтенштеин, каде што може да ги се надеваме, еве ние јавноста дека Македонија тука ќе билда во разликата што утре би значало нешто во битката за местата кои носат на светското првенство. Се е така како што кажате, но познавајќи ги сите тие играчи, пак е повторно дека сите тие проблеми што ги имаат во моментот, сигурен сум дека нема да влијаат на перформансот што се очекува од нив да го дадат против претишник. Дали ќе билдаме гол разлика? Не верувам, затоа што Лихтенштеин е сериозна екипа, добро организирана. Првиот наш надпревар ни го покажа истото. Најважни се на тој надпревар трите бода, а како ќе победиме со колку разлика нема се битно. Затоа максимален респект имаме кон Лихтенштеин, максимален респект кон секој противник. Акцентот е подготовката на нашиот тим, како ќе изгледа и кој ќе игра, колку ќе игра. Тоа е најмалце битно, важно е да се освојат трите бода и да влеземе во октомврискиот циклус со Господ напред на местото кај што сме сега. Огнен Дојчевски. Нашето неколку време следени, дали трупата повикува, или за младенска презентација која што повикува, па не добивал? Знаете таква информација? За таква информација не знам. Знам дека беше во подготовка на која е спрематна 2000 година за 27. Во некој си пошире список, ама немавме доволно информација тогаш за него. Сега, во разговор чисто со Ежен Алиевски, пошто они игра и пријателски надпревар пред почеток на сезона и прво коло со нив, дека се работи за квалитетен играч, дека поседува наш пасош, значи дека административно немаме никаков проблем и анализираме до најмал детал сите такмици што ги играше прошлата сезона, поготоа и овие последни во првенството, така да мислам дека имаме квалитетен играч кој е расположен и има жела да настапува за Македонија. Од него ќе зависи колку, што и како и дали ќе се вклопи во тимот. Се надевам дека ќе биде сигурен. Низ разговорот што имав со него, мислам дека се работи за добар карактер, човечко. Фудбалските квалитети можеме да ги видиме само ќе имаме достапниц. Секако ќе тој потенцијал како ќе се вклопи во нашиот тим и дали ќе се вклопи, зависи од многу работи и од него самиот. Пак ќе кажам, се надевам дека ќе добиме уште една опција во нападот и ќе зголемиме компликацијата во тој сегмент. Бијалче Туркутов.
Селекторе, од моите колеги навистина добри добра инспирација, посебно у играчите кои изнесе со ангажман. Јавно сакам многу бързо да го споделам моето мислење дека 130 веројатно се 20 полуголема погрешени, ставите ме, меѓутоа супер бранеше, супериран беше, дури има клин шит, ако добро го кажувам, остава трак и то дава оптимизам во однос на вашата изјава дека сме навикнати на тоа дека можеме да се носиме со тоа. Моето конкретно прашање е, гледајќи малку подалеку, направила со Саудитска Арабија, како Дамјан што кажа, носи тивол притисок во Македонија, дури и во Федерацијата, во однос дека Македонија го билда својот рейтинг. И двата нерешени резултати со Велс и со Белгија, дали создаваат можеби тивол притисок кај вас, прескокнувајќи услова, кажано на правилото за Лихтенштейн, каде што сакале или не сакале мора да победи. Како е вашето чувство во однос на тие амбиции до крајот на квалификацијата? Надо, да не кажам, на правило со Саудитска Арабија и Лихтенштейн. Секогаш кога постои притисок, значи некој нешто очекува од вас. За да очекува некој нешто од вас, значи мора да покажете квалитет и способност да ги реализирате нивните очекувања или негови очекувања. Македонија сама се доведе во оваа ситуација, не само сега, него доста времена назад, да дојде и да биде конкурентна во една група со Белгија, каде што, пак да кажам дека е изразит фаворит, понатака во нашата група за пласман на светско првенство, еден Велс кој е редовен учесник на последните европски и светски првенства. Притисок не, додатен мотив, огромен мотив да. Така да, јас би сакал и би бил најсреќен да од натпревар во натпревар притисок расте. Значи ќе ни расте и мотивот на сите нас во мојот тим, кај играчите да не сомневаме да не изборам, за пласман на првенството светско првенство. Дали тоа ќе биде како први во група, дали пласман во плей-оф, тоа е најмалку битно, затоа да зборам и пак ќе повторам, сета наша концентрација е на натпревар со Лихтенштейн, каде што пак ќе повторам, ако некого не респектирате доволно во денешно време, може да ви се врати у негативна смисла назад, така да, почнувајќи од мене, а сигурно сум и кај момците, зашто тоа го покажа до сега, без разлика дали имаме ние со Лихтенштейн или Белгија или Велс, максимална е концентрацијата, подготовката е иста, максималниот сериозен пристап со секој надпревар, и тоа е единствениот рецепт да идеме понатака до кај ќе стигнеме, ќе видиме во ноември. Баражот пак е повторно дека преку Лига Нации веќе го имаме 90+%. Ќе видиме што ќе ни даде свет. Текот на квалификации пред сега ни е најважен Лихтенштейн и можеби и пресопница и западна така како ќе се одвиваат и положбата на Македонија пред октомврскиот циклус. Ви спомнате и за Столе Петриевски, да, тој веќе и цела сезона у таа ситуација, но како и кај останатите не влие негативно на неговата форма во националниот тим, што е случај и кај останатите. Дали има други прашања? Собирот на македонската репрезентација е закажан за 1 септември во 12 часот и 30 минути во хотел Хилтон, 18:30 е првиот тренинг на 1 септември. Уште информација поврзана со македонската репрезентација во 21 година, списокот со повикани фудбалери, селекторот на таа репрезентација Горан Станички го објави во петок. Доколку имате било какво техничко прашање во однос на тренинзите и на преварите, сме на располагање. Благодарам на вниманието, поздравите до сите
Sljedeća makedonska reprezentacija na socijalnih mreži. Pozdrav!